Операцијата за пребарување во со снег покриеното подрачје надвор од Москва, каде што вчера дојде до авионска несреќа, во која загинаа 71 лице, би можело да потрае неколку денови. Работата на местото на настанот се одвива 24 часа, им изјави денеска на новинарите министерот за военни состојби Владимир Пучков. Тој додаде дека операцијата за пребарување е отежната поради тоа што остатоци од авионот биле расфрлани низ голема површина. Во текот на вчерашниот ден беа пронајдени само 2 тела. Потрагата е отежната и поради изобилните врнежи од снег, како и тешко пристапниот терен. Околу 400 припадници на спасувачките екипи се на местото на несреќата. Министерството за военни состојби соопшти дека била пронајдена една од така наречените црни кутии, но не прецизира дали станува збор за снимени податоци за летот или за снимени разговори. Авионот од типот Антонов 148 на компанијата Saratov Airlines исчезна од радарските екрани веднаш по вчерашното полетување од аеродромот Домодедово во Москва до Орск на Урал. Според некои наводи, авионот почнал да се спушта по 1000 метри во минута и тоа 5 минути по полетувањето. Остатоци од авионот биле пронајдени на околу 40 километри од аеродромот. Роман Пулнов, локален жител, вели дека не слушнал кога се урнал авионот. Я не слышал хлопков, ни взрыва, ни падения. Я до этого не слышал ничего. Тој додаде дека било добро тоа што авионот не паднал врз куќите во селото. Надлежните соопштија дека никој од 65 патници и 6 членови на екипажот не го преживеале падот. Повеќето од нив биле од Оренбург, каде што авионот летал. Министерството за транспорт како можни причини ги разгледува временските услови и човечкиот фактор. Елена Воронова, портпаролка на авиокомпанијата Saratov, изјави дека екипажот бил искусен, а авионот проверен и безбеден. Портпаролот на Владимир Путин, Димитри Песков, рече дека председателот им изрази длабоко сочувство на оние што ги загубија своите роднини во несреќата. Путин го одложи планираното патување во Сочи на 12 февруари и наместо тоа ќе остане во Москва за внимателно да следи истрагата, рече Песков.